Аутому на Душек од Б. Ќе ја проследиме најпрвим борбата помеѓу Давид Крет од Полска во црвен дрес и Мајкл Шлиц од Германија во син дрес. Ги следиме овие борби, сите потенцијални противници можни на нашиот Владо Лазаров. Токму ова е втора борба во категоријата до 60 килограми. Во првата, сега еден поен за Крет од Полска. Во првата борба во оваа категорија, во првото коло победи Денчик Иштван од Унгарија против Певу Мишел од Франција. Судија на Душекот, нова борба што ја следиме. Ивица Љубмановиќ од Хрватска. На повторам, ова е категорија до 60 килограми, каде се одржува првото коло. Веднаш после оваа борба, почитувани гледачи, Саша Лазаров го има својот прв настав, противник ќе му биде Кемеридис од Грција. А во оваа борба, која следиме помеѓу Крет од Полска и Шлиц од Германија, германецот во синдрес, полјакот во црвен. Уште еден поен за Крет. Публиката нормално со нетрпение очекува борбата на својот миленик Владо Лазаров, кој едноставно секогаш знае да ја запали публиката со своите атрактивни борби и младински и сениорски првак во својата категорија во нашата држава. Имаше успешни настапи во сениорската екипа на Бучим Јакат. Го видовме за момент резултатот. 3:1 води Крет од Полска против Шлиц од Германија. Сега ќе се обиде и Шлиц евентуално да освои поени. За тоа му останува многу малку време, бидејќи веќе поминаат 3 минути и 40 секунди од оваа борба. Реков дека судија на Душекот Ивица Љубановиќ од Хрватска. Фила едноставно не сакаше да ризикува и цела европската организација ги прати овде најдобрите судии од Европа да ја делат правдата на ова европско првенство, 13-то поред за младинци, односно борачи во слободен стил до 20 години. Во денешниот биланс досега на нашите борачи имаме 2 победи и 1 пораз. Победија Сашко Лазаров во репасариот во категорија до 65 килограми. Во слобода украинецот Жилиев. Коцев загуби од Касабов од Бугарија во категоријата за 76 килограми, а Наумов во своето деби на ова европско првенство го победи мощне силниот Феис од Бугарија. Нема поени. Надвор од активната зона.
25 секунди до крајот. Полјакот Крет води за сега со 3:1. Уште само 3 секунди до крајот на оваа борба, полјакот излегува како победник. Крај на борбата, победа на Крет од Полска и сега го очекуваме наставот на Владо Лазаров.